Поштовани сограѓани, изминативе неколку денови се од големо значење за Република Македонија. Имено, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за само една година успеа во она што владата на ВМРО ДПМН не успеа да го направи за 10 години. Успеа да ја тргне блокадата во однос на нашите евроатлантски интеграции. Минатата недела добивме датум за започнување на преговорите со Европската Унија, а на предстојниот самит на НАТО, Република Македонија ќе добие официјална покана за членство во Алијансата. Во вака значајни моменти за Македонија, наместо ВМРО ДПМН да биде конструктивна опозиција, тие повторно врз основа на нивниот лажен патриотизам гледаат единствено политички да поентираат. И самите сме сведоци за тоа што лажните патриоти зборуваат на телефон, а што пред камера. За какво распродавање на националните интереси зборува денес ВМРО ДПМН, кога со договорот нашиот идентитет и јазик се целосно заштитени. Политичкото цунами, за кое зборува председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци, им се случи на Лозарите. Меѓутоа во 2009 и 2016 година. Во овие години нивното грозје беше откупувано од страна на винарските везби по 7 денари за килограм грозје, а подоцна парите не им беа исплаќани на лозарите. Каде беше тогаш Зоран Јованчев да прави вакви драматични пресконференции? Каде беше тогаш Зоран Јованчев да биде волку загрижен за лозарите? Вакви откупни години владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во иднина нема да дозволи. Имено во програмата на владата е превземена обврска да се спроведе интервентен откуп на грозјето, доколку повторно се појават проблеми со откупот. Оваа мерка веќе се спроведува од страна на владата во однос на доматите и за сега истата дава резултат. ВМРО ДПМН лаже кога вели дека паричните средства за штетите од временските непогоди не се исплаќаат. Во текот на вчерашниот ден, министерот за земјоделие потврди дека 89 милиони денари по овој основ им се исплатени на земјоделците. Со мерките на владата, трудот на земјоделците ќе биде соодветно вреднован. Со мерките на владата, во иднина нема ниту 1 килограм грозје и било кој друг земјоделски производ да биде оставен да скапува на нивите и откупните пунктови, како што тоа беше случај во минатото.